Куменџијата што си ја скршил ногата. Чита Александар Станојков. Си бил еден куменџија многу сиромав. Беше ошол на туѓина за да спечалит пари, да на старост порад да живеет. Еден ден беше си рекол со умот: ја ај да се прошета малку по пријатели, за да се разговара малку. Сум ти се запнал на дуќанов, санќим веков мене ќе ми го даат. Зер кол ќе закачам на овој век јас? Така велејќу и си излегол од дуќан. Дури се поконуштисувал со пријателите, со нестреќа негова, му дошол некој селанин на дуќан со една торба со неколку ќулчиња злато и сребро за да му го продаит, без да го знаит селанецот од тиет злато и сребро. А Арно, туку кога немал късмет куменџијата, го почекал селанецот бајаги време и од која му се здодеало, си тргал да си ојд. До куменџијата имало еден бакал. Го викнал селанецот за да му дајт нешто зајре и го прашал што носил во торбата и што го барал куменџијата. Тој му кажал оти му носил на куменџијата троа туч и куршум што го нашол во нива кога орал. Од која го видел бакалот златото и среброто, му го купил пошто зашто, чунки тој не го познал што е, та за парите што му и дал, му продал сол, пипер и го испратил. По некој саат си дошол куменџијата на дуќан и си седнал да чука. Зел бакалот од парчињата и му и кажал на куменџијата да ја види што сет. Изел куменџијата и удрил на менкташи, кога гледат, сафи злато и сребро. Се зачудил куменџијата кога ја видел. Море, комшија бре, море, ова е злато и сребро бре. Море, ами кај го најде бре, ја кажи ми да чујам. Бакалот му кажал оти еден селанец му и носел нему, а другото како што било му кажал сето. Кога беше чул тие збори и куменџијата, доста ga му паднало од мака што му било, дури укруп демек, тага му паднало на срце. Од големата мака и лутина што му дошла, ја клал десната нога на коалната, да зел големиот чекан и мавнал на ногата што да може ти ја скршил, за дека шетал и не дочекал тоа злато и сребро за да се обогатит. Ете, што ти велат стари, што носи цаатот, не носи годината. И од тога е останало да се велит на тие дуќанџии што не седат на дуќан, да имаат скршена нога ако сакаат да бидат дуќанџии.